Добро вечер, обвинителке. Повеќе од 24 часа не ви е достапен Сашо Мијалков, еден од обвинетите во предметот Таргет тврдина, за кој што и наскоро се очекуваше пресуда. До овој момент издадовте едно соопштение за хронологијата на настаните, па еве ќе се обидам и така и да ги водам прашањата. Моето прво прашање е дека јавноста знае дека во петокот се одржа рочиште за Таргет тврдина, на кое завршните зборови ги дадоа и обвинетите. Дали и што разменивте како информација со Министерството за внатрешни работи тој ден во петокот? Во петокот немаше размена на информации, освен дека беше информирано Министерството за внатрешни работи за завршување на процесот. Односно дека и обвинителството и одбраната завршиле со завршните зборови. Она што се наметнува секако како прашање е зошто уште во петокот не беше побаран на притвор или друга мерка за обезбедување на Сашо Мијалков? Затоа постојат две причини. Првата е што немавме законска можност, затоа што обвинетиот Сашо Мијалков ги почитуваше превентивните мерки кои му беа определени од судот, а исто така редовно се јавуваше на сите рочишта. И втората, многу поважна причина е тоа што доколку во тој момент обвинителството побараше притвор, можеше да се протолкува и ќе се протолкуваше како прејудицирање на пресудата. Додека судот не ја објави пресудата, ова повеќе да им објаснам на вашите гледачи, додека судот не ја објави пресудата, секој е невин. Што значи, пресудата можеше да биде и ослободителна, така? И врз база на што обвинителството да бара притвор. Во вакви случаи обвинителството може да бара притвор при изрекување на казна затвор од страна на судот. Ке се согласам со вас, но имавме една слична ситуација, би рекол, не идентична со Никола Груевски. Не беше иста, ќе ве поправам, не беше иста ситуацијата, затоа што тогаш при објавување на пресудата за Никола Груевски, тој уште беше во државата, обвинителството не побара притвор за него. И затоа апсолутно не мислам дека ситуацијата е иста. Таму не побара притвор, но пак откако не можеше да го најдат за да му го дадат решението за упатување на издржување на казна затвор, имавме неколку проблематични денови и повторно беше повикувањето на законските и процедуралните можности. Сакам да кажам, повторно имаме ситуација во која што постапува обвинителството по закон и по устав, но имаме повторно човек од висок профил кој што барем сега за сега и бега на правдата. Повторно ќе ви кажам, многу е различна ситуацијата. Но ефектот е ист. Не, исходот е ист, апсолутно, тука се сложуваме. Но периодот од изрекување на казната до добивање на упатен акт за издржување на казна е многу поразлично отколку да се бара притвор пред изрекување на пресуда. А за исходот, уште ќе повторам, истија. Тука се согласуваме, нема дискусија. Како течеше вашата комуникација со Министерството за внатрешни работи во саботата? Јас во саботата негде после 12:30 на пладне, од кога добив информација дека е можно бегство на обвинетиот Сашо Мијалков, остварив телефонски контакт со министерот за внатрешни работи
При што тој ми кажа дека ќе ги провери сознанијата кои јас сум ги добила. Негде после 15 часот, сега не знам точно, ми се јави министерот и ме замоли она што по телефон сум му го кажала да го напишам на писмено и да го доставам. Јас истото го сторив и известување доставив, сега не знам, мислам дали беше 16:30 или 17 часот, не мислев дека ќе биде толку битно, така да и не обрнував внимание на тоа. И негде после 10:30 часот, односно 22:30, ми донесоа известување од полиција, односно истото известување кое ја нив им го пратив, само со додадени генерали на обвинетиот Мијалков. Јас се јавив на директорот на полиција, го прашав дали оствариле контакт со Агенцијата за национална безбедност и дали тие имаат некои сознанија. При што директорот ми кажа дека Агенцијата за национална безбедност нема сознанија за бегство на Сашо Мијалков. Се слушнав и со републичкиот обвинител. Истиот ме праша, бидејќи известувањето од полиција беше доставено до мене, до Љубомир Јовевски, до Ленче Ристовска и до Трајче Пеливанов. Републичкиот обвинител ме праша колку ми е сигурна информацијата. Јас кажав дека ми е тоа оперативна информација од мој личен извор. И се договоривме да видиме следниот ден. Потоа јас пак во комуникација со јавниот обвинител на Северна Македонија се обидов да го најдам, да стапам у контакт со мојот извор, да прашам до каде и односно колку е сигурна информацијата. Со истиот успеав да се слушнам дури негде околу пладне. И при што сега не можам да откривам детали, ама на скала од 1 до 10, дека информацијата е негде 7. Добро, тука би ве прашал зошто уште во саботата тогаш не одлучивте да побарате притвор врз основа на оние информации што вие ги имавте оперативни. Ваши лично како шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Каде што и предметот таргет тврди. Тоа беше непотврдена информација од еден извор. А кога ќе замислете, кога Агенцијата за национална безбедност нема никаква информација врз што ние да настапиме со сигурност. Дали ги информиравте обвинителите во случајот уште кога имавте информацијата или ја чекавте потврдата од МВР? Мислам, јас не можам сега да се седам дали јас ги информирав или јавниот обвинител на Република Северна Македонија. Мислам, во секој случај беа информирани. Добро, во последното интервју на 360 степени, мислам дека јасно кажавте дека не е баш најдобра комуникацијата на помеѓу вас и обвинителите кои што доаѓаат од поранешното СЈО, па затоа и ве прашувам дали имаше тековна добра координација во саботата или се... Одлична координација имав. Јас не знам дека немам добра комуникација. Не го кажала тоа никогаш. Само кажувам дека за одредени предмети што не ми се реферирани од нивна страна, не можам да зборувам ништо затоа што не знам. А дека немам добра комуникација, апсолутно не сум го кажала. Секој случај со обвинителката Ленче Ристовска и со обвинителот Трајче Пеливанов секогаш сум имала одлична комуникација. Во неделата барањето за притвор е поднесено околу 15 часот според вашето соопштение. Ленче Ристовска и Трајче Пеливанов беа во судот во 14:30 точно. Првиот судија се појавил во 15 часот и тогаш го примил
нашиот предлог за притвор. Така, во 18:45 вие го добивате решението. Да. До овој момент, кога последен пат е виден Мијалков, според тоа што вие сте били информирани за текот на во текот на овој процес? Визуелно, од страна на овластени службени лица, е виден негде после 15 часот. Визуелно. Тоа кореспондира од прилика со поднесувањето на вашето барање за притвор? Не. Значи, 1 час после поднесувањето на нашето барање до судот. Дали има крт во обвинителството, судот или во Министерството за внатрешни работи? За обвинителството можам да тврдам дека нема, а за другите установи стварно не сум сигурна. Врз основа на што сте сигурни? Дали испитавте можеби некого од обвинителството? Не, дали проверувавте телефони? Треба да испитувам затоа што и во саботата и во неделата бев само јас. Во саботата бев само јас кога го пишував известувањето до МВР, а во неделата бевме јас и 20 колеги и немаше никој друг во обвинителството. Кои действија ги превземате во оваа насока, односно дали е можно протекување на информација од некој кој што имал допир со информацијата до обвинетиот? Видете, премногу е рано сега да збориме одма за започнување на истрага. Да, но се губи драгоцено време, предпоставувам тоа пред себе да е целта, не само да се бара виновник, туку потенцијално да се најде и човекот што се бара. Па би требало да се најде човекот што се бара. Тоа во секој случај на сите би ни било драго, нели така? Но сепак кажувам, не сме сигурни дека истиот ја напуштил државата. Во следните денови ќе одлучиме што ќе се преземе и во која насока. Мислам, стварно сега не би сакала да преюдицирам било што. Во јавните гласила беше соопштено дека Мијалков се видел со Ивица Коневски околу 14 часот. Не знам дали е таа потврдена информација кај вас или не. Дали разговаравте евентуално и со Ивица Коневски, би прашал. Последниот пат е виден како доаѓа во мериот заедно со неговата сопруга. А тоа е после тоа. Уште еднаш ќе прашам, значи до сега со кого е разговарано во однос на вашиот обид да откриете дали има комуникација помеѓу некој лице и Мијалков? Дали е разговарано со семејството, дали е разговарано со некој со кој што е виден друг, дали е разговарано со некој од оваа полуга МВР-сото? Да, за тоа немам информација. Добро, значи за на крај би ве прашал, со оглед на сето кажано, кој е крив што Мијалков избега од очите, да кажам, на системот, и сега тука би ги вброил сите, бидејќи вие велите стимале комуникација, бил визуелно виден, што предпоставам значи дека и МВР имал оперативни действија за да го следи. Како беше можно ете да го снема? Јас во овој момент стварно не сакам да спекулирам со било чија одговорност. Добро, но ја отфрлате дека е кај вас? Апсолутно отфрлам дека е во обвинителството, затоа што ние ја дадовме информацијата, уште во саботата. Добро, индиректно дали може да заклучам дека според вас кај судот или кај МВР е пропустот? Не сакам да спекулирам каде е пропустот. Добро, но дали барем го делите мислењето дека има пропусти, бидејќи ни се повторува? Пропусти има и мене апсолутно ми е лично како мене, не како обвинител, него како човек, ми е страшно што ова ни се повтори. И од тие причини бев толку ангажирана и во саботата, и во неделата, за да не ни се повтори тоа. Така да
е страшно што постојано ни се повторува. Ви благодарам многу на времето, обвинителка. Молам, поздрав до гледачите ваши. Благодариме многу.